И сега се префрламе повторно во Откровение. Ќе ја прескокнеме 7 глава, која што представува сендвич глава, продолжение на 6-тиот печат. Проучувавме за неја подетално и порано и летоска. Ќе проучуваме и во иднина. Како што најавив минатата сабота, 6-тиот печат не ми е завршена тема, бидејќи има уште многу што да се зборува за неја. Но ќе се префрлиме накратко за 7-тиот печат, бидејќи 7-тиот печат е навистина краток. Јас веќе ја започнав темата уште пред утринските стихови по повод новата година. Почнем да читам 8 глава, првиот стих. Ако сакате да го следите текстот во вашите Библии, отворете таму, Откровение, 8 глава, први стих. Што читаме? Кога го отвори 7-тиот печат, замислете, веќе 6 печати беа скршени од таа ролна, од таа книга, од тој свиток. Остануваше само еден. И кога го отвори 7-тиот печат, се случува нешто невообичаено, сосема спротивно од оно што случуваше при отворањето на 6 печати. Што се случува? Ништо не се случува, тоа е поентата. Кога го отвори 7-тиот печат, настана тишина. Замислете. Настана тишина на небото околу половина час. И ова е интересно. Што значи ова? Замислите, во 6 дена од создавањето, Господ создава по нешто и 6-тиот ден ги создава најкомплицираните суштества. Круната на неговото создавање го комплетира живиот свет на оваа земја. И потоа, по што се разликува 7-тиот ден од првите 6? По тоа што во тој ден не се случува ништо такво слично. 7-тиот ден е спротивност, контраст на било кој од 6 дена на создавањето. 7-тиот ден е специјален по тоа што во него не се случува ништо од тоа што се случувало претходните денови. Тоа е одморот, тоа е почивката, тоа е паузата. 7-тиот печат, и тука бројот 7 како да алудира на тоа, само во есхатолошки смисол. Значи, завршуваат 6000 години грешна историја со отворањето на 7-тиот печат и почнува што? Почнува милениумот. Почнува 7-тиот милениум. 7-тиот печат започнува со тишина. Што значи оваа тишина? До сега се случуваа настани. И најстрашните настани се случија при 6-тиот печат. Најсилните катастрофи. И на небото, и на земјата. Според Христовите зборови, дори и силите небесни ќе се разлишат. Пред да се расплакаат земните племиња, пред да го видат оној кој седи на престолот, пред да се соочат со гневот на јагнето, ќе побараат мнозина начело со големците повторно на овој свет, прибежиште во планините, карпите, горските камењари. Најстрашните работи случуваат со 6-тиот печат. Во 6-тиот печат. 7-тиот најавува затишие. Тишина. На што не подсетува ова? Што значи половина час? Што би можело да значи половина час? Значи, ако еден ден е една година, што е половина час? На какво време одговара половина час? На 7 дена, точно. Само една седмица. Значи, цел час одговара на 2 седмици.
Таа математика да не ви ја докажувам сега. Може да се ја пресметате. Значи, за период од една седмица имаме тишина. На што не подсетува тоа? Постои ли во Стариот Завет? Бидеќи Стариот Завет е клуч за разбирање на символите во Откровението. Постои ли во Стариот Завет нешто што не подсетува на затишие, тишина, мир за период од 7 дена? Ерихон, синовите Израелови го обиколува градот 7 дена, поеднаш на ден, 7-миот ден 7 пати, и потоа на звукот на трубите ангелите Божји завршија работа. Го претворија во купишто урнатини. Меѓутоа, сите тие 7 дена се случуваше нешто. Барем цел Израел го обиколувал градот, господовите војски, со се ковчегот на заветот, со се левитите, со се свештенството. Нешто се случувало, не било баш мир и тишина. Некој друг пример од Стариот Завет? Тишина, мир, неактивност за време од 7 дена. Кажи, Дејан? Добро. Колку децимали? 7 запрека нешто? Аха, добро. Добро. Ное. Каде го имаме овој пример со Ное? На Ное му беше речено да влезе во ковчегот. Ајде го отвориме тој текст. Може да ставите врвка или било што во Откровение 8 глава, каде што ќе се вратиме. Да отвориме првата книга на Библијата, Создавање или Битие, и ќе отвориме каде? 7 глава. Не случайно, 7 глава. 7 печат, 7 ден, 7 глава, не зборува за што. Кој стих ќе го прочитаме? И јас се мислам од каде да почнам. Да. Ајде ќе почнем од првиот се. Мора контекстот да го запазиме. И му рече Господ на Ное: влезете во ковчегот ти и целото твое семејство, бидејќи ти си единствениот праведен пред мене во овој род, се замисли, во оваа генерација. Единствениот праведен. Што биле другите? Човеколики мајмуни. Како што мнозина стануваат денес. И земи со себе од секој чисто животно по 7 машки и женски пол, а по нечисте животни 2, од нечисте животни по 2 машки и женски пол. Исто така и од небесите птици по 7 од машки и женски пол, за да им се зачува родот нивни по целата земја. Зашто по 7 дена, значи Господ прво му вели на Ное: влезете во ковчегот, значи ти и животните, и по 7 дена ќе пуштам дожд на земјата, што ќе се излива 40 дена и 40 ноки, и ќе го истребам од земјата секое суштество што сум го создал. И сега да скокнеме кај 6-тиот. Добро, 5-тиот вели: и Ное направи се што му заповеда на Господ. И сега 6-тиот. А Ное имаше 600 години кога се случи потопот на земјата.
И влезе Ное во ковчегот, и синовите негови, и жената негова, и жените на синовите негови со него, заради водениот потоп, или снаите негови. И од чистите, и од нечистите животни, од птиците, и од се што се влечеше по земјата. Влегоа кај Ное во ковчегот по две, машко и женско, како што Бог му заповеда на Ное. И сега 10 стих. А по 7-миот ден дојдоа водите од потопот на земјата. Седум дена Ное бил запечатен со другите 7 души внатре во ковчегот. Ниту тој можел да ја отвори вратата да излезе надвор, назад во светот како што го познавал, ниту било кој од светот можел да ја отвори вратата и да влезе во ковчегот тогаш кога ангелот Божи ја затворил. Ја запечатил. Значи, ова случка не упатува на тоа дека 7-миот печат представува крајот на времето на милост. 7-миот печат се случува тишина на небото. Запечатените за кои што зборува претходната 7 глава, 144.000, се уште на земјата, но Господ се уште не е дојден. И жигосаните, сега не знам дали ќе бидат милиони, милиарди, ајде да речем милиарди, дека нешто големо нема да ги испотепа пред тоа. И жигосаните кои што се уште ќе бидат живи на земјата, и тие исто така ништо не знаат и нема да знаат, ниту Божиот народ ќе знае. Во овој случај дори се разликуваме и од Ное, но и Ное кога влегол во ковчегот му било кажано, значи знаел дека по 7 дена ќе дојде потопот. Меѓутоа, што можел ли да прави нешто повеќе за тие 7 дена? Можел ли да спасува некого? Може ли повеќе да проповеда? Да убедува? Не. Вратата била затворена. Сите проповеди биле завршени. Кој влегол пред тоа. После тоа не можел да влезе. Судбината на светот била запечатена уште пред да падна првата капка дожд. И тоа за цели 7 дена. Но светот тоа не го знаеше. И светот не го очекуваше тоа. Светот продолжи да се забавува, светот продолжи да лудува, како што и вечер ќе лудуваат и ќе завршат во токсикологија, мнозина. Не знам, ќе трајче колку ќе завршат на работа. Да не даде Господ да заврши ни еден ќе трајче таму, на таа маса. Бејќи таму доаѓаат само трупови. Без духот, здивот на животот. Светот продолжи да се забавува, да живее, да се исмејува. Цели 7 дена, откако Ное беше влезен во ковчегот и вратата беше затворена. Светот не знаел дека вратата е запечатена и дека повеќе не може никој да влезе таму. Но никој не се ни обидел да влегува за време на тие 7 дена, затоа што сметра дека тие што влегле, Ное и фамилија, се одлепени, забегани, ненормални и заглупени луѓе. И тогаш паѓа првата капка дожд. И првата капка дожд, како што има напишано еден автор, за светот представуваше
толку силен удар, првата капка дожд во седмиот ден, представуваше толку силен удар за светот, како гром да ги погоди. Бејќи тие дотогаш не знаеле што е дожд. Пред потопот немаше дожд на земјата. Се вратиме на 8 глава и само да ги прочитаме останатите стихови до 5-тиот. И ги видов, значи, откако настана тишина, небото околу половина час, и ги видов 7 ангели, што стоеја пред Бога, и им беа дадени 7 труби. Еве, доаѓаме кај трубите. После цело едно тромесечие, оваа тема ја започнав, значи, на почетокот на октомври. 7 труби. Па рековме, за да ги разбереме 7 труби, ќе ги поминеме 7 печати, затоа што 7 труби се споменуваат кај 7-миот печат. Значи, и ги видов 7 ангели што стоја пред Бога и им беа дадени 7 труби. 3-тиот стих вели: тогаш дојде друг ангел со златна кадилница и застана пред жртвеникот. И му беше даден многу темјан, та со молитвите на сите светии да го постави на златниот жртвеник што беше пред престолот. Ова се многу интересни зборови, кои што имаат многу богато значење. 4 стих вели: димот од темјенот заедно со молитвите на светиите се издигна од раката на ангелот пред Бога. Тоа се запечатените. Оние за кои што зборува предходната 7 глава, кои што се споменати во сендвич помеѓу 6-тиот и 7-миот печат. На некој начин 6-тиот печат како зборува за настани кои што припаѓаат во времето на 7-миот. Така беде ми изгледа. Вели Исус, кога силите небесни ќе се разнишаат, значи последните знаци што ќе се случат, и стравот од бучавата на морето и брановите и така натаму, цунамињата и така натаму. И кога силите небесни ќе се разнишаат, тогаш ќе го видат Синот човечки да доаѓа во својата сила и слава. А за да се случат 7 зла и да се случи она што го најавуваат 7 труби, тоа исто така се случува пред второто Христово доаѓање. Не случува после. Меѓутоа, 7 зла и 7 труби се случуваат после времето на милоста. Тоа е оно за што зборува 7-миот печат. И сега видите го 5-тиот стих, за ова ќе продолжиме, веќе од следната сабота понатаму. 5-тиот стих е многу интересен и многу страшен. И ја зеде ангелот кадилницата и ја наполни со оган од жртвеникот. И што и направи? И ја фрли на земјата. Значи, повеќе нема милост. Повеќе нема посредништво. Повеќе нема свештенство во небесната светиња. Нема првосвештеник кој што ќе ги издига молитвите на светиите пред Бога, зашто символично представува овој темјан, овој дим. Повеќе нема да ја има кадилницата во раката на првосвештеникот Исус Христос. И ја фрли на земјата, и тогаш се појавија гласови, грмотевици, светкавици и земјотрес. И овој земјотрес не е како оно што досега сме го доживеале. Овој земјотрес за кој што зборува понатаму откровението на самиот крај, непосредно пред да се појави Господ. Од овој земјотрес ќе исчезнат, ќе пропаднат, ќе се потопат сите острови на земјата. Страшни настани се случуваат и ќе се случуваат тогаш кога ќе започне денот Господов, великиот и страшниот, кога времето на милоста ќе биде завршено. Со овие свечени зборови ќе продолжиме да се занимаваме и понатаму од следната сабота
натаму, знаете, сабота и 7-миот ден од годината и 7-миот ден од седмицата. И на некој начин ќе продолжиме и со 6-тиот и со 7-миот печат заедно, бидејќи, како што реков, се испреплетуваат. Нека му е фала и слава на Господа.